реплика, затоа што едноставно некои тези мора да се дообјаснат. Бројките со влегувањето на Алијанса на албанците во владата се пата, затоа што излегува алтернатива, излезе Демократскиот сојуз на Павле Тројанов, но и Грубие во владата се уште. Изговорот за ЕУ коалиција е апсолутно депласирана теза и се надевам дека нема многу да се експлоатира, затоа што ако нешто е фиксно во оваа држава, тоа е политиката на ВМРО-ДПМНЕ, затоа што сме решени никогаш да не подклекнеме на уцените за редефинирање на македонската држава. Се надевам дека тука ќе ни се приклучат и останати партии. Најмногу се јавив за реплика затоа што кога ќе се спомне дека фотоволтаиците се главната причина, може би да, меѓутоа не треба да се занемари и криминалот со марихуаната. Не треба да се занемари и криминалот со струјата. Во оваа држава владата действува многу полињан, меѓутоа не треба да се занемари и тоа што купуваме најскап јаглен и нафта. Исто така не смее да се занемари и состојбата во земјоделието. Се уште се познати малверзациите за набавување на жито, брашно, состојбата со зејтинот ни е општо познат. Не треба да се занемари и криминалот со секој тендер во оваа држава, затоа што е готово невозможно, ако ги прашате бизнисмените, да добијат тендер без да подмитат. Односно јавно да си платат таму некој процент. Може би најголемиот криминал кој ни се најавува, тоа секако се автопатиштата. Охрид Кичево е фантастична приказка за криминогена сторија, како може да се украдат толку многу пари за толку мала делница. Автопатот кој се најавува, односно автопатиштата во вредности од 1 милиарда, барем 50% од тие автопатишта ќе се прават во рамница. Дел од тие автопатишта се постоечки автопатишта, само ќе се прошируваат, а дел се магистрални патишта. Каде ќе ја потрошат таа милиарда, баш е интересно да се види. Така да нема на чисто со оваа влада кога станува збор за криминал. Тие можат многу повеќе.